Што е лето, луѓе? Што знаеме воопшто ние за летото? Дали летото е ова што го живееме сега, благодетта на ладните простории, гледањето низ прозор на летото и слично, или летото е испаѓање надвор и изложување на елементите? Тоа се прашања кои што мене ме интересираат, се надевам и вас, и токму на таа тема ми е денешното видео, па повелете внатре, изгледајте го и кажете ми и вие што мислите. Летото во природа и летото во град не е исто, верувајте. Затоа што во природа имате многу земја која што ја намалува температурата. Исто така имате многу дрвја, многу сенки, кои исто така ја намалуваат температурата. А доколку имате среќа да имате куќа од природни материјали, тогаш нема да ви биде потребна ни клима. И на сите ви препорачувам барем летото да го поминувате во природа, во близина на река, во близина на дрвја, затоа што тоа е природен начин и тоа е единствениот начин да го уживате летото. Затоа што луѓето повеќе не го уживаат летото. Летото си има своји убавини и тие може да ги доживеете само доколку сте во природа. Ако сте во така наречена урбана бетонска средина, вие не можете да го уживате летото, затоа што треба да бидете внатре под клима, а кога сте внатре, вас ви е се исто дали е лето, дали е пролет, дали е зима, вие едноставно сте лишени од убавините на тоа годишно време, кое што е надвор, во овој случај летото. Па токму тоа ми е темата на ова моје денешно видео, да ви ги покажам разликите. Една од разликите е секако температурната разлика, а јас сега стојам на сонце, меѓутоа поради тоа што има многу зеленило, многу земја, не е толку жешко, се издржува, доколку кога шетам во град, јас не можам долго време да шетам затоа што е многу топло. Например, сега тука надвор е над 40 степени, внатре во куќата е околу 24-25 степени. Горе, ако отидам на патот, каде што има бетон, мислам дека ќе биде и над 50. Не ме фаќајте за збор, ама сигурно ќе биде над 50. Еве, сега сум внатре, влегов малку да се изгладам, внатре немам клима, меѓутоа затоа што е се од земја, температурата е значително пониска. Внатре е некаде околу 24-25 степени. Еве, моментално се наоѓам под сенка. Под сенка е сигурно некаде околу 28 до 30 степени. Ова го кажувам затоа што секако варира температурата, меѓутоа самата сенка ви дава најмалку 10 до 15 степени по-ладна температура и односно е подносливо да се седи. Значи можете да ги видите разликите, секако. А и секако доколку сте благословени да имате река во вашата близина, тогаш температурата е таму уште пониска, односно тоа ви е еден вид на природна клима.
и може да го уживате летото. Затоа што верувајте, не е летото тоа што ви го продаваат, да седиш дома затворен, да чекаш малку да изглади, за да испаднеш надвор. Летото е многу повеќе од тоа. Летото е земја, летото е река, летото е допир со природа, допир со елементите. Ние веќе станавме се помалку и помалку изложени на елементите и секоја идна генерација е се по-слаба и по-слаба. Крајот на тоа не знам каде е. Меѓутоа, јас мислам дека не е паметно да се поминува времето без да се осетат годишните времиња и да се уживаат елементите, затоа што секој елемент, секое годишно време си има своја убавина која што вие треба да ја искусите. Значи не е летото тие климатизирани средини што го поминувате времето во нив, туку летото е да бидете надвор, изложени на елементите, но секако во природа, без да се плашите од природата. Значи, нема ништо страшно во летото, нема ништо опасно, летото треба да се изживее. Јас искрено најубавите спомени од животот ги имам од лето, кога сме поминувале време надвор, покрај река, покрај езеро, шетајки, истражувајки и слично. И мислам дека едно од најубавите времиња и секој заслужува да го искуси. Меѓутоа, за тоа да се искуси комплетно, секако е потребно да се поминува време во природа, затоа што летото едноставно живее само таму и само таму може да се искуси и да се осети неговата убавина и благодет. Така да ето, ова видео ми е на темата лето. Прекрасното, топло, убаво лето. Сонцето, природата, елементите и сето она што не обкружува и што не прави да се осеќаме живи, здрави и среќни. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Се надевам дека ви се допадна, се надевам дека ви се допаѓаат и останатите видеа и теми кои што ги обработувам и за кои што снимам. Доколку ви се допаѓаат темите, претплатете се на Сонцогор, можете да го поддржите и директно каналот Сонцогор, односно да станете членови и со некоја символична месечна сума да го помогнете каналот. Толку од мене, толку од ова видео. Ние се гледаме во некое мое наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.